Марко Бислимовски, како председател на регулаторната комисија, го оштетил буџетот за 230.000 евра од незаконски и дозволил на фирмата Тритерол Петрол Дойл Скопје да тргува со нафта и нафтени деривати 15 месеци со истечена лиценца. Финансиската полиција го товари Бислимовски за злоупотреба на службената положба и властувањата, бидејќи тој како прв човек на регулаторна требало да отпочне постапка и да ја забрани на фирмата да тргува со горива, бидејќи не ги исполнувала законски пропишаните услови. Бислимовски тоа го направил, но наместо во јануари 2024 година и пол подоцна, односно во април 2025, фирмата за тоа време остварила ќар од над 3 милиони евра. Донел незаконско решение за прекин на постапката и наместо лиценцата да биде одземена на 15.1.2024 година. Истата е одземена дури на 14.4.2025 година, со што и овозможил на компанијата противзаконски да продолжи со вршење на енергетска дејност 15 месеци по истекот на законските услови и да учествува и да склучува договори по однос на јавни набавки. Бислимовски тврди дека во законски предвидениот рок ја спровел постапката за одземање на лиценцата како и за други фирми. Кога се води постапката за одземање на лиценцата на таа компанија што се споменува, се води и за други компании буквално истата постапка. Некои завршија со одземање на лиценца, впрочем и на оваа компанија беше одземање на лиценцата, а некои компании кои што во текот на постапката докажаа дека не ги исполнуваат критериумите за одземање на лиценцата не им беше одземена. Буквално истиот пристап е воден и е применуван за сите компании. Скопската фирма Тритерол Петрол Дойл за трговија со нафта е позната во јавноста. Нејзин сопственик е Лупчо Пецов Ѓаволот, а директор е Зоранчо Ангелов. За нив досега финансиската полиција има поднесено 2 кривични пријави. Една за даночна измама и затајување данок, со што го оштетиле буџетот за над 90.000 евра. Втората пак од ноември 2025 повторно е за Пецов Ѓаволот и Ангелов, кои се товарат за фалсификување банкарски гаранции со кои успеале да добијат 19 јавни набавки и да се стекнат со незаконска корист од безмалку 1 милион евра. Лупчо Пецов Ѓаволот по 2 години во бегство во декември се придал на органите на прогонот како осомничен во случајот Синџир за милионските злоупотреби во управата за јавни приходи поврзани со затајување данок и се наоѓа во куќен притвор.